Gospođo potpredsjedatelj, dame i gospoda protivnici, peti ден разговараме на тема ребаланс на буџет и сакам да видиме дека 5 дена сме поблиску до следниот разговор на оваа тема, негде крајот на септември, почетокот на октомври. Колеги пратеници, пак ќе зборуваме на оваа тема. Причината е начинот на кој владата на Никола Груевски и неговата десна рака Зоран Ставровски ја водат економската политика на оваа влада. Знам дека буџетот пред се бројки и пари. И исто така знам дека тоа изразено во бројки и пари, кои ние денеска го викаме буџет, е и политика. И тоа политика во класичен смисол на зборот. Политиката на оваа влада одредува каде и како ќе се трошат парите собрани од даноци, од граѓаните, од стопанството. И затоа ќе ми дозволите јас во оваа прилика да не зборам многу за бројки и за пари, туку да разговараме што е политичкиот концепт на трошење на пари на оваа влада. Ако ми дозволите со зборови на професијата во која до неодамна бев, станува збор за класичен неокомунистички популизам, кој е гарниран со лажен патриотизам. Јас знам дека вие со ова нема да се сложите, како што нема да се сложите и со клучната причина за ваквата политика на Груевски и Ставровски, а тоа е обидот да се скрие криминалниот грабеж во кој учествуваат највисоките ешелони на владеачката партија. За таква политика, колеги, постојано треба да имате непријател. И вие тоа мајсторски го знаете и мајсторски го користите, со невидена леснотија обвинувате за предавства, за што не. Ако вака продолжиме, не сме близко до денот кога во една од колосалните антикризни мерки на Ставровски ќе објавите оглас за изработка на жолти ленти со кој ќе ги обележите сите кои не мислат како вас. Вам, колеги пратеници од владачкото мнозинство, деновиве барем најчести зборови ви се должничка и економска криза во Европа и со тоа практично ја правдате неуспешната политика на оваа влада. Точно е, во Европа има и должничка и економска криза. Но тоа не сме и не може да и биде аргумент на оваа влада за лошата економска политика. Ако сакате аргумент, ќе ви ја посочам Полска, например. Ќе ви ја посочам Турција, за овие држави нема економска криза во Европа. Па имаат раст кој ние можеме само да го сонуваме. Кога добронамерните и одговорните луѓе во оваа држава ви посочуваат дека работите не идат во вистинска насока, дека треба да се престане со погубната политика во државата во која, да речеме, премиерот Груевски потроши за овие 6 и нешто години, потроши цели 14 милиарди евра. Каков е ефектот на ваквото трошење? На парите собрани од граѓаните и стопанството. Што направивме за овие 14 милиарди евра во државата? Ако сметате дека највисокиот дострел на оваа држава треба да биде војнот на коњот и неговиот татко, и уште малку неговата мајка, тогаш окей. Ваше право е легитимно да мислите така. Меѓутоа, дозволете им на оние кои не се согласуваат со вас да кажат дека тоа дивење практично на лудоста по центарот на Скопје има една страшна димензија која вие во овој момент не сакате да видите. Таа димензија е дека Скопје 2014 е проект кој го загрозува македонскиот национален идентитет и ја доведува во прашање иднината на оваа држава. Толку богати, толку успешни, doing business, трети у свет,
пети у ова, седми у она, а заборавате да кажете дека на таа истата анкета на Doing Business, со која вие толку многу се фалите, прва е Ангола. За оние што не знаат, земја во која не верувам дека било кој од вас би сакал да живее. Сакате бројки. Во суштина и не е лошо да се знае дека 14 милиарди евра што ги потроши оваа власт ни донесоа 600.000 сиромашни луѓе во државата. 1/3 од населението е сиромашно. Бројка може да биде и бројот на вработените во оваа држава. И тука сме рекордери и во Европа. Рекордери сме по бројот на млади невработени. Да, и тоа е рекорд, само не е за славење. Значи, од сите големи рекорди успеавме, односно успеавте државата со која овие 6 години раководите да ја доведете на ниво на африкански земји, ниво кое практично единствено гарантира дека нема многу долго да трае. Ваквата состојба во економијата апсолутно е неиздржива. Ова влада купува ден за ден, секојдневно се задолжува, само годинава 700 милиони евра. Ако на овие ги додадете 200 милиона што Ставревски ги обезбеди преку благајнички записи во домашните банки, имате бројка од 1 милиарда евра долг за една година, што е, да ве подсетам, 1/3 од буџетот на оваа држава. Ако 1/3 од буџетот не ви е доволна да обезбедите економски раст, кој според последните проценки нема да биде поголем од 1,5%, треба да се запрашаме во кој правец оди државата. Мислам дека не треба апсолутно да се трошат зборови за мизеријата, а уште помалку за така наречените антикризни мерки кои деновиве премиерот Груевски ги изнесе како спасоносно решение во моментот. Зад него цела влада Груевски предлага да научиме што е балет и опера. За дел од вас е тоа за мене нормално. Нормално е и за стечајците. Меѓутоа, во ситуација кога нема да јадат, кога не знаат како ќе го протуркаат денот, апсолутно е понижувачки да им кажете дека треба да отидат на опера и балет и дека таа духовна храна ќе биде доволна да преживее нивното семејство. Иако вие нема да се сложите со тоа, јас мислам дека ваквата економска ситуација е резултат на општата ситуација во земјата, на едни полиња кои само на прв поглед не диктираат каква економија ќе има државата. Апсолутно мислам дека оваа држава не владее правото, дека немате слобода на изразување, немате слободни медиуми и само во таква земја се разбира дека ќе имате инвестиции, најниски инвестиции во регионот. Без оглед на скапите шетања ни светот, премиерот Груевски вели дека првите инвестиции ќе идат за 1, 2, 3 години. Ако до тогаш 600.000 жители на оваа држава преживеат. А спасот кој преку така наречените колосални антикризни мерки премиерот Груевски го бара во 13 милиони. Да вработи во јавната администрација луѓе кои ќе чистат паркови, отпадоци од цигари, и тоа за плата од 4.000 денари. Кога би реков владење на право, мислев токму на таа ситуација дека Груевски, иако ова собрание и овој парламент го усвои законот за минимална плата, апсолутно тоа не го почитува.
никаде во светот, ама баш никаде. Ниту еден од вашите економисти тоа нема да може да го докаже дека овакви антикризни мерки се вработува во јавната администрација. Со оглед на колосалноста и колосалните размери на овие антикризни мерки, претпоставам дека премиерот Груевски, кој деновиве во скандинавските земји, ќе конкурира или барем ќе лобира да добие Нобелова награда за економија. И верувате, ништо чудно, човекот е убеден дека тоа што го прави треба за тоа што го прави треба да добие адекватна награда. Се што прави Груевски е да остане запаметен во оваа држава. Ќе остане запаметен и тоа навистина се согласувам со него, една од ретките места каде што се согласуваме. Скопје и 2014 година ќе биде споменик на лудоста на едно време и на една владеашка гарнитура која свесно, буквално свесно, работи на уништување на идентитетот на својот народ и го доведува во прашање опстанокот на оваа држава. Колеги пратеници, нема потреба и да ви покажувам што пишуваат веснициве. Нема потреба, навистина знам дека ги читате, меѓутоа знам и дека не смеете да прифатите. Ако не знаете што ни се случува во државата, земете го неделникот Капитал. Ќе видите. За оние што сакаат. А ако не сакате да видите како е во државата, прочитете Нова Македонија. Лиска до вас. Еден вработен плаќа за тројца пензионери, невработени и деца. Тоа е резултатот на политиката на Груевски. Ако не знаете, Светската банка бара контрола на јавниот долг во Македонија без оглед на фалбите и треба тоа што е добро, не е спорно, може да се пофали. Меѓутоа трендот и идејата е нешто сосема друго. Тие велат дека Македонија како дел на регионот во Балканот ќе има големи тешкоти на економски план. Сето ова нема да го најдете во Дневник, таму на 9-та страна ќе најдете дури што вели Светската банка за состојбата во Македонија, но на 10-та страна ќе најдете нешто друго. Да, тоа е фашизмот во оваа држава, каде што во бркањето непријатели ќе се борите со тоа што ќе покажете дека некој е нечие дете. И затоа пред малку кога реков дека една од тие антикризни мерки колосални на Никола Груевски утре може да биде и тендерот за жолти ленти, со кој ќе ги означуваат сите оние што не мислат како нив. Јас не длабоко сум убеден дека вас не ви интересира што мислат другите. И тоа е нормално. Колегата Гошев пред некој ден во еден изблив на искреност беше многу јасен. Власни сме, што сме, ќе трошиме колку сакаме и каде сакаме. И тоа би било вред доколку се однесува на семејствата, на вашите семејства, вие навистина како семејство можете да трошите каде сакате и колку сакате. Но оваа држава не е држава на ВМРО ДПМН. Оваа држава е на македонските граѓани кои живеат во неа и тие не смеат и не можат да дозволат да се владее толку волунтаристички, толку автократски, за да се доведува во прашање нејзиниот опстанок. Доаѓаат времења за наплата, народот еден ден ќе каже што мисли. Можете вие колку сакате да се фалите со вашите изборни резултати. Можете вие колку сакате да ја споредувате 2005 година со денешната состојба. Но колосалните економисти по 6 години владење не дадоа отчет како тоа при толку ум и знаење не успеа за тие 6 години да го спасат, например, тутунскиот комбинат во Прилеп. Како тоа не успеа да го рестартираат ОХИС. Толку големи умови економски, толку пари потрошени, тие заглавија во уште поголеми долгови. Значи, кога се споредувате, колеги пратеници, не би било лошо да
се обидете да дадете и одговор на овие прашања, како што треба да дадете одговор на прашања кои ги засекаат граѓаните кои живеат, например, во мојата општина Студеничани, било која општина низ оваа држава, како е можно во 21. век никој да не води сметка за условите во кои тие секојдневно живеат. Како е можно во 21. век да немате вода во селата, меѓутоа како вела Скопско, и се е можно, изгледа дека ВМРО и се е можно, затоа што опиеноста од власта на господинот Груевски и фамилијата околу него добива размери за кои еден ден дефинитивно ќе мораме да гледаме од друг агол. Колку и наштети на Република Македонија. Благодарам. Благодарам. За реплика е пријавен господинот Цуклев Драган. Повелете.